Aj се продолжи. Да оплодиме, значи, икрата, да се ја испрале икрата, значи ќе видиме тога што е оплодено, што не е оплодено. Белите икри не се оплодени и тие мораме со гумена лоптица под вакуум да ги очистиме од икрата, ради тоа што неоплодените икри, белите, ќе ги расипат па здравите икри. Значи, одмah ги фаќа, тоа е болест, плесан сапролегние, тој што и здравите икри се лепат околу неоплодената икра, значи затоа мораме белите икри да ги чистиме, да се очистат. После такви кои ќе се оплодена икра, очистени, они се ставаат во инкубатори, належници и други инкубатори кои што може едно на друго да се става, или кај мене ги ставам належници на секој ден мора да се направи, да се стави дезинфекционно средство. Значи, претходно треба и самата икра, уште пред да се положи во инкубатори, треба да се провери, да се даде средство за антибактеријско, антивирусно ќе работи, сите тие третмани кои се понел, значи се става после инкубаторите на лежници и после секоја ден па ние мора да ставаме дезинфекционно средство. Некојаш се ставало дезинфекционно средство малкитно зеленило, кој што тоа зеленило прави филмски прелив околу икрата, за да не може да се лепи икра со икра да се лепи. Онако се залепи икра со икра и одмah се расипуе и здравата икра. А додека сега па да кажам дека тоа малкитно зелено е некако не е добро средство за икрата, ама од друга страна каже дека не е тоа што треба, тоа бе ги било карциногено и се става сега друго средство. Друго средство ја го користам од Оксимон 15, кој што го има функцијата на антибактеријско, антивирусно, не знам како, таму има доста други работи, кои што ја штити игра. Али најдоброто па средство за дезинфекција било од некојаш малкитното зелено. И се после одминати 320 температурни единици. 320 температурни единици, што значи тоа ако земеме денеска, пример, температурата 8, утре 10, па други ден 12, значи сите тие температурни единици собрани од повеќе денови, да излезат 320 и ќе почнат малите да спајаат со виталусна кесичка. Тоа ќе испаднат они со виталусна кесичка, или сега претходно да кажам дека ако е па температурата, па нешто кажам дека збирна температурни единици од 320 температурни единици, не значи температурата испод 4 степени, кога е температурата на водата, да ги собираме и тие. Значи испод 4 степени може и процесот на развој да биде замрзнат. Али на повисока температура, на 4 степени, 5, 6, 7, 8, 10, 12 степени, и кои ги собереме 320 температурни единици, тога ќе почнат да испаѓаат малите со виталусна кесичка, и сега кои ќе испаднат они со виталусна кесичка, они се хранат од самата кесичка се храна, и кои ќе потрошат таа кесичка више од
над 50%, ние мораме да преидеме на друга исхрана, значи на хранење, рачно хранење, посолување храна од инкубаторите, они ќе почнат да пропливуваат веќе. Тоа е веќе правиот момент како ќе ги научиме малите рибчиња за да се хранат. Ако не ги научиме во тој момент за да се хранат, значи ќе ги фати анемија, ќе почнат да потебнат и почнат да умираат. Значи упорност треба во тоа време едно лице кое што е внимателно, кое што едно лице се задолжи на секој дури 15 минути да пажливо да нагледува и да 15 минути да им дава храна, така да ги научиме. И сега име е проблемот кој што е ниска температурата на водата. Дека е природна ептен. Ниска температурата, а на ниска температура па нема ни самите рибчиња да се хранат. И сега тоа е она што природно оставам, што ќе остане, што ќе си отиде. Кој ќе ги научиме самите рибчиња да се хранат, значи и они па се ставаат, значи тешкотијата и сега на оваа температура, кој што и да се хранат они, кога ќе почнат да се хранат, значи мора да ги третман да им направиме третман со сол, со 2,5% раствор на сол, кој ќе потрошат над 50% кисичката, значи со сол мора да ја. Дури не смета тоа, дури да секој трети ден ако ставаме сол, уште подобро е тоа. А од кој ќе се научат да се хранат самите рибки, треба да им се дава па додаден третман за уништување на цревните паразити, значи тоа се дава замесување на храната со ефлоран, кој што ќе ги уништиме цревните паразити. Кој ќе ги привикнеме више самите рибчиња на храна, на сете, и ние треба да ги изнесуваме од инкубација во другите басенти каде што треба понатаму да живеат. Значи колку подобро ќе се колку порано ќе ги изнесеме помали самите рибки, малеци на природни услови надвор на светот, колку подобро. Ако ги задржиме малку во темна просторија, тоа што самите рибчиња се држат во мрестилишта во темна просторија, а после треба да се префрлат на отворено. На отворено кој ќе значи друга светлина имаме, значи дека се привикнат ќе ги фати еден стрес, значи како помали ќе бидат, они пак подобро ќе се привикнат, подобро ќе се привикнат. Значи подобро да се што помали. Сега ќе се излезат више на отворено таму, значи пак сте ги привикнале да ги храниме со храна на вештачки начин. Значи колку се помали, значи они добиваат колку поголеми оброци, како више подарастат, оброците се намалуваат и нормално. На рибникот се прави падез инфекција со средства ваквија, така се прави така. Значи на крај може да се каже. Сега машките ќе бидат. На крај да. На крај може да се каже дека рибарството е макотрпна работа. Не е лесно. Видов ја. Кој што е од некој ќе каже дали многу внимание. За 5 месеца 6 дали испаѓаат лукави риби или лукави. Него тоа е за лукави до 300 грама, 350, година и пол, 2 години. Му треба за да расте. Ајде сега ќе покажеме за машките. Ето, така се веќе